Сирија, Грција, Македонија се до Холандија. 30 годишниот командант на ИСИС, Лаит Ал Салех, минатата недела фотографиран како со група на мигранти чека да се качи на фериброд на грчкиот остров Кос, кој ќе го однесе до Атина. Оваа фотографија денес ја бранува европската јавност која си го поставува прашањето дали заедно со мигрантите доаѓаат и терористи, знаејќи дека токму Ал Салех командуваше со трупите на ИСИС кога го заземаа сирискиот град Алепо. Поранешниот подпредседател на Европската комисија и еврокомесар за безбедност Франко Фратини во интервју за Сител посочува на опасноста од инфилтрирани џихадисти помеѓу мигрантите. За спречување на транзитот на терористите, тој ја поддржува идејата на председателот Иванов за формирање на регионален центар за борба против тероризмот. It is extremely right idea. We need data and information that you have, and we don't share data with Macedonia. Macedonia doesn't share data with Serbia and vice versa. But terrorists, they don't know borders. They don't know the status, whether you are candidate or full member of Europe. They want to destroy our democracies. This is why having a regional anti-terrorist cooperation would be the key to succeed in this region. Минатата недела Сител на терен се увери дека дел од мигрантите исто така се плашат од инфилтрираните џихадисти, кои според нив, освен што им го уништуваат животот во нивните земји, сакаат и да ги убијат на патот кон Европа.